Вера, добре дојде у Хитмејкер. Добар те најдов, принц. Драго ми е што после толку години познанство вака се среќаваме. Да. Ние се знаеме, се дружевме, нели? Многу долго. Ја упаднав у едно извидничко друштво. Не знам, ти беше во извидниците или другар со извидници? Јас, значи, со толку многу луѓе сум се дружела, што кога ќе кажам, ова ми е другаро, ти треба да набројуваш едно 50 моменти од кај што ги знам луѓето. Не се дружев со извидници, ама тоа беше линк преку мојот братовчет. А уствари ја и ти се знаеме по музички пат, преку заеднички пријатели, етномузиколози и во времето кога јас бев во Пеца Атанасовски. Мојата најдобра другарка од факултетските денови, Бранка, бугариска, преку неа влегов у извидничкото друштво. Ние се уште си се дружиме и соработуваме и мислам дека јас бев во Пеца Атанасовски, беше етно камп, кога се дружевме со Бранка и после беше ова познанство така. Интересно е што додека се дружевме, искачавме у град некако дискотека. Не те слушнав никогаш да збориме така за музика, да пееш. После кога те слушнав како пееш, јас се изненадив. Добри, ја не сум пеел, нели, кога сме се дружеле, ама тоа треба фала да ми кажеш. Треба време човек да си го најде каналот, не е тоа така едноставно. Мислам, денес е едноставно, ама па затоа е прилично паушално. Дали и претходно сето тоа си постоело, ама ете, не било тема у друштвото? Си постоела, ама не можеш да... Тоа станува и се наметнува во друштвото кога е зрело, нели? Кога и ти си некако во целото реализиран, кога сите нишки и делчиња од тој мозаик се веќе при крај и можеби исклопени и тогаш, да, тогаш веќе имаш впечаток што уствари овој не ми беше лесно, си ја прекинувам реченицата. Не ми беше лесно да си го најдам тоа, затоа што многу работи ме интересира, многу бев љубопитна и во многу различни сфери почнав да се пребарувам, па дури во медицината. И тоа здраво се пребарувам во медицината. И ми требаше долго време всушност да откриам кој од нештата ме опишува или па зашто јас би се дала целосно. А кој го стави на димакот Славеј? Славеј? Тоа беше, мислам, некој од новинарите или од музичките критичари, тоа е уште првите години кога почнуваше Љубојна. И уште стои Верче Славејче во деминутив. Мислам, валјда уште личам на Верче. А Љубојна, името е со селото Љубојно или со љубов, со бој, со... Си реков некоја Битол си се од Битола, па зашо и ние не од Љубојна. Да. Многу фатална е спојката на таа. И па на таа кованица спојката е прилично така, доста фатално звучи, како љубов и бој, нели, како некоја епска борба за тоа нешто што треба да се, нели, оствари, за љубовта да се оствари, за седа, нели, да се спои и да светлината да дојде на сцена, но мислам дека има уште едно толкување кое многу ни се допаѓа и мислам дека во поново време некако многу го користиме и тоа прв пат се сети на тоа едно пријател, Ана Јовковска се сети, во едно интервју и таа рече, значи љубов и бој. Љубов и бој, како колорит, како спектар на бои, кој што во музичка смисла, мислам Љубојна го опфаќа. Толку тоа убаво зазвуче што останавме и тоа да го... И на крај на криштата дозволено е секој да си го толкува како што сака, а најчесто е протолкувано како мое име, како мое лично име. Да. Да. Ретко кој знае дека сум Вера, ако не се представам, посебно децата, и сите мислат дека јас се викам Љубојна, значи многу вам ми стои ова име. Да. Колку албуми имате до сега? 13. Мислам, да, 13 и плюс секако компилации. Дали престанавте со издавање на хард копи, што се вика? CD... Не знам, на што можеш албум да извадиш? Можеш и на CD да извадиш, мислам. Што последниот мислам дека ви е само... Последниот е винил. На платформа? Мислам, не е само на платформа, Стела е најпоследниот, филмска музика од испремениот филм.
И тоа е на плоча, на винил. Не, Бидејќи веќе стварно стана бесмислено вадење на, ако не е винил, вадење. Па да, стана, ама од CD. друга страна некако мора да фигурира некој носач на звук, некако мора се уште да постои таа магија да го имаш во рацете, нели, некоја опаковка во која што има некаква музика. Тоа е како книга да читаш онлайн, сепак мораш да имаш, да ја помирисаш страниците, хартијата, да го видиш фонтот, визуелно да ја засакаш. Едноставно музиката и литературата се нешто што убаво е да го имаш, без разлика што нели сите веќе на платформи слушаме. Па и јас ретко кога пуштам дома на некој девајс, то го слушам на... Кажи ми колку натежнува кавер на постоечки песни, колку е нова музика во репертоарот? Во нашиот репертоар. Тоа ми е тешко така да го одвојам, затоа што од една страна секој што добро да имаш нови песни, твои, авторски, љубаво е да имаш твои авторски хитови исто така. Тоа е прилично успешна формула, не само за мене, нели општо позната модел. Меѓутоа, во рацете на Љубојна, музиката не е кавер, само преработување на една музика. Тоа е препрочитување на цела една филозофија на живење, размислување, вкусување на музиката, идеја за музика, прилично голема експериментална лабораторија е за само да кажам дека тоа е не се оживее една музика само туку така, тоа се оживее еден цел дух кој што понатаму инспирираше голем број на луѓе и направи еден глобален пресврт. Така да. Ние има различни начини како можеме да зборуваме денес за популарноста и за тоа што е мејнстрим и за тоа како функционира, што е популарно во нашата култура и дали се уште постои популарна култура во таа смисла, бидејќи работите се сменија, медиумите се сменија, насоките на луѓето, визијата за музика се смени, нели? На крај на криштата секој може да прави музика. На Инстаграм прават музика од капачи, од кога, мислам, нели, може да оди до баналност, нели? Идејата е дека во оваа лабораторија започна еден нов, сосема свеж бран, многу различен. Нешто доста еклектично. Дури мислам дека сте ослободени од тоа како мора да звучите. Ако, пример, обработувате народна песна, мислам дека сте ослободени, дека можете да сте докаде сакате да идете и со аранжман. И па две нешта има. Едното тоа беше многу интересно. Прв пат кога не слушна сега во Питбул, во Ситард во Холандија, и еден постар лик кој што исто работи како продуцент, постар човек, излезе на представи. Ја викам, што кажавте за нас? Зашто на холандски се обрати? Нели, ние не разбираме холандски. Па вика, кажав дека не се плашите да одите до самиот лимит на музичкиот експеримент. И викам, а вие сте не слушале? Малку сум ве слушал, во живо, например, не слушал. Значи, точното доживување за некој што знае да прочита музика. Така лично, интимно, каде си повеќе ти? На сцена или во студио? На сцена. На сцена сум вера 100%. Ако снимате во студио, потребна ви е таа енергија да сте што повеќе одеднаш инструменти да ги снимите или идете по онаков студиски процес? Едно, па второ, па трето. Сите заедно, па секој посебно. Особено вокалот служи како база и после уште еднаш. Значи дел од инструментите како инфо? Да. Па овертап. Не, повеќе гласот како инфо, а инструментите ги има, па после веројатно се доснимува што е потребно. Ама многу често гласот како инфо излегува дека е најдобрата основна верзија. Многу често така, да. Она... А сум се соочила во студио и со таа проблематика, дека е што е потешко во студиското, например, свирење, снимање и воопшто фокусот што мораш да го имаш во студио, е тоа што параметрите не се исти како во живо кај што се гледаш и треба да претпоставиш. А ако пееш сложени линии, како да речеме албумот со филхармонија,
Јас морав целиот да го препеам сама, кај што нели немам пред мене диригент. Да. Не е исто да пееш пишана музика, А не е на клик. па не е на клик. Свири сепак филхармонија, ако свири музика 12 осмини, која многу се трудевме да има хемиолни времиња, затоа што тоа е нашата музика. Нашата музика е специфична по начинот на изведба, не е специфична по типичните ритми, нигде ги нема, само кај нас ги има. Океј, некој да, ама многу од моделите, метроритмички модели ги има и во светот, но на Балканот, на Медитеранот, на Истокот, на Блискиот Исток. Ти покрај тоа што со љубовина нели ја изведувате музикава, меѓутоа сепак имаш и научен пристап кон музиката и аналитички. Имаш издаден и труд свој за мелосот. И видиш, не го донесов мојот труд во тоа едно брзање, ама должам една книга секако. Народниот мелос. Се ова што го зборуваме, цела оваа лабораторија која што јас тука пробувам со зборови да ја опишам, а најдобро ми оди преку песна. Ја седнав и ја срочив во еден труд. Па имам многу пресеци. Еден од нив е историски некаков пресек на тоа што представува мелосот за нас, што представува некога што е денес, како ние го третираме, како публиката го третира, како го третира публиката во странство. Што значи тој сега во секојдневиево, како што значи? Примат, присутен е, како го доживуваме и многу нешто околу тоа, како појава на популарната култура, зашто ние ја знаеме традиционалната музика од времето кога се појавува популарната култура, затоа што сме луѓе кои што, значи треба да среќаваш многу луѓе на терен, многу стари луѓе, толку стари луѓе нема. Сите што сега ги познаваме и тие се дел некогаш биле млади, кога во светот настапиле првите медиуми. Тоа значи музиката можела да се сподели различно. Се снимали во студио. Ние Бабчорги не ги слушавме или Вања или за Вања исклучок, многу се дружевме. Ама останатите доајени ги слушавме преку снимки. Снимките се организација сама по себе. Прво траење, оркестарски форми, така. Самата оркестрација по себе и исто така едно нешто ново и револуционерно во таа култура. Директно од баби да учиш песни, пак нема да знаеш дека баш од тоа село така се пее песната, бидејќи нема да знаеш, и таа од негде ја чула, Она е мажена тука, она ја научила кај што била. Можеби, да. Најтешкото нешто е да откриеш од каде потекнува, нели, една музика, а најубавото нешто е да видиш како таа се ширила. Тоа е поинтересен модел. Денови ве слушам, многу преслушувам, бидејќи нели и сум и професорка по пеење и на моите ученици им пуштам документарни филмови од едицијата Распеани градови, кај што уредник е Петре Андреевски, кај што музички соработник е Јонче Христовски, луѓе кои имале визија дека пеачките групи од секој град треба да бидат снимени и оркестрите кои што свират. Такво богатство се тие документарци, црно-бели се, боја не ти недостасува. Се е опфатено што треба, цела природност на тие се договорени за снимање. Ама радоста која ја носеле, музиката која изведуваат, кога ќе ја чуеш, тоа е еден навистина мастерпис. Песна, како Поизарино Превасевдо, ја среќаваш во Кумановско, не во Кумановско, во Куманово ја среќаваш како Цена седи на трпезу. И таа работи, на истата мелодија. Значи, како допатувала луѓето, комуницирале едни со други и луѓето користеле многу стари, многу постари од самата диатонска музика западна која ние ја знаеме, многу постари скали кои тука присуствувале. За некои работи мислеле дека се многу старија, а не се. Значи, Уструмица, таа под кулите или како се вика, била, не знам од кого, од памтивек, а од 3/4 песна. Значи, не може да биде... Да. Океј, сигурно има периодизација. Изворна песна од 3/4. Да, потешко е затоа што 3/4 можеби како концепт доаѓаат малку подоцна. Повеќе како преку ала франга моделот, ама кај нас, па ала франга моделот, квадрилниот модел, да речеме во староградската музика, повеќе лево, 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 десно, десно, извини. Десно, 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 лево, 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 десно, 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 лево, лево, лево. И овие симетрични форми се многу типични за, да речеме, градската музика, ама не и за изворната. Но
Пак ќе влеземе во дискусија, па што е изворно. Пак и таа музика има линк со некоја пред неа, и таа со некоја пред неа. Не е интересно да се занимаваш со тоа што е изворно. Интересно е да се занимаваш со тоа која е експресијата на оваа култура. Како размислува овој некој народ, заедница, кој да е. Како го твори, како го прочитува тоа, како го изразува. Тоа е поинтересно, многу поинтересно. Со Солунчев дека, например, чалгијата е како појава само во Македонија, а ако видиш како експресија од едно место, превод на зборот, од друго место, хармониката од трето, канонот, меѓутоа нигде не постои као чалгија. Не. Тука е. Ама и превод на зборот кој е? Мелодии. Оркестарска музика. Тоа е чалги. Нема ништо специфично околу преводот на тој збор, а за нас тоа е една цела експресија која е само тука присутна. И токму така. Која што нема на ниедно друго место во тој состав и не можеш да кажеш чалги е ова и ова. Ќе ја чуеш некоја четврта снимка која ќе ти го побие ова твое констатирање и знаеш, ќе мора, сакал или не ќе мораш во еден момент да ја оставиш слобода на музиката. Ме праша пред малку извини за експериментот. Да. И дека ние немаме стереотипи, не сме врзани за стереотипи. Не сме врзани за стереотипи кои не функционираат. Стереотипи кои немаат смисла. Но јас барем многу внимавам на законите кои што ги носи една песна. Законите се дека не можеш да ја препрочиташ на начин, освен начинот на кој што таа најдобро звучи. Бојата која што и треба, метарот кој што треба и начинот на интерпретација кој што самата го бара, го изискува денес во овие околности. На тоа внимавам и тоа не е стереотип. И затоа многу голема разлика има од тоа што е слобода како слобода кога веќе си познавач и слобода од типот да си ги задовола моите потреби како музичар, не знам, слушател, се многу различно. Дел од прашањето, на кој начин ги одбираш песните кои што, например, би ги изведувале? Дали идеш на емоција, гледаш мелодијата, што е нешто што вака на прва треба да има нека песна за да кажеш ова треба ние на сцена да го донесеме? Не знам дали можеш така да ја препознаеш, треба да се случи. Песната се случува. Ти можеш и вака да ја отпееш, таа сама по себе ништо не ветува, ама ќе се споиш со луѓе, ќе ја ставиш во рацете на сите. Во села кога сум идел и сум снимал баби, дедовци и така натака. И после тоа пушташ, нели, диктафонот и покушаваш да ги напишеш мелодиите. Наоѓаш многу глисанда, мелизми, извикувања, некои меѓутонови кои што навидум мислиш дека чекај тука као фалш, меѓутоа идеш понатака, истото го прави. Идеш понатака, точно, значи апсолутно сите тие модуси, микромодуси на пеење, нив им се всадени негде. Ништо не е случајно. Не постои дали си талентиран или не. И сега мене ми се појавува прашање дали темперираниот инструментариум, обично на бенд, малце ограничува во однос на таквите песни, кои што се, да кажеме, пред се вокални, не инструментални, каде што слободата е малце поголема и имаш можност за тие микротонови и модуси. Бидејќи, нели, темперираноста си го прави своето 12 ноти, полустепени. Да, па добро, задача е секој пат како да го... Ама има начин кога сакаш, мислам, има начин, ама работата е ги познаваш ли? Ние многу малку прво ги слушаме, ова што ја и ти сега го разговараме, многу малку прво увото денес го препознава, а после уште потешко го изведува. Јас скоро и да не сум слушнала некој да пее четвртонови. Намерно, наменски. Многу често ги пеат песните народни само затоа што таа звучи убаво и мисли дека ако ја знае, ако научи мелодијата и дека тука е завршена, наместо да навлезе во текстот и што значи таа песна. Да, прилично е паушален односот, да бидам искрена.
кон македонската музика. И, например, зошто никој не се труди да ја бојата да ја постигне прво. Прво бојата. Зборуваме боја на глас, боја на звучност. Прво едноставното. После, начинот како изговорена една песна има метар кој дава логика како и движењето, како зборувањето, како и дишење. Како ќе се движи песната, колку брза, колку е небрза, каде е небрза, каде, зошто баш тука задржува, кај е се нејзините поенти додека ти ја пееш. Оваа филозофија, многу малку луѓе ја знаат, што се однесува до традиционалната музика. И недостасува, за да имаме малку подлабока слика, инаку имаме, се разбира, многу богата музика, ама за да го слушнеме тоа богатство, прво треба да е присутна. Мислам, присутноста на таа музика, тоа е, окей, друго прашање, ама зборувам еве за изведувачите на таа музика, дека треба и убаво е да се обрне внимание, мелизмите, начините на мелизматика, исто се многу важни и нивниот распоред, колку што е важно, што се незините, од кои се музички карактеристики останати, ги почитуваш, ги слушаш и ги изведуваш. Само малце влеговме во една друга сфера на висина на интерпретација, ама како да кажеме, еве сега да зборуваме за, например, гласовечко пеење тетовско. Сите песни се бихармонски, сите. И не можеш молски да ги пееш. И да се трудиш, нема да не успева, не го добиваш тоа созвучи. И за да биде се ова поконкретно, ќе го кажам уште следново, дека заедниците во светот не познавале порано културите, па и нашата, традиционалните заедници, не познавале поим музика. Не ја разгледувале како нешто одвоено од секојдневниот живот. Затоа, таа била дел од секојдневието, од се она што човекот прави. Затоа викам, прво треба да сватиш што значела таа во секојдневието. И каква била функцијата нејзина. И немало талентирани и неталентирани луѓе. Или борба за интонација, па во која интонација ќе пееме. Тоа е всадено затоа што е колективна форма. И нашата мелодија е многу врзана со сите гласови, нашата песна, нашата музика е врзана и сите гласови што се во неа одат заедно, функционираат само во созвучи. Како ќе оди базата, така ќе оди мелодијата. Нема план и распоред од типот одвој ги гласовите, ти учи го овој глас, ти учи го овој. Ти одат само во созвучи. И за да пееш специфично, како што е нашата традиционална музика, треба да го знаеш ова, дека така се гради таа мелодија. Се гради слободно над базата, не е вертикална. За жал денес, голема болест е површноста. Само како што кажав, слушнија мелодија, паушално и осредно, да. Лупни малце джез, лупни малце ова. Нема малце, ништо она, лошо во тоа, измешај. ама сега што бараш ти? Бараш да си купиш од супермаркет чаша, свеќник и стапчиња па да ги ставиш на маса? Или бараш да си купиш различни зачини што ќе ги ставиш во едењето се сака? Секоја музика во секој има свој панданс, си се препознава. Како што кажав, нема ништо што е толку оригинално во ритмичките структури, мелодиските, па и дури и тоналните системи, а да не е антрополошко, некогаш универзално. Пак се почнало од некоја пентатоника. Човекот каде и да е, пак имал потреба да се изрази. Пак на некој начин создавал музика, нели? И во секоја музика има нешто, сепак таа е во основа една, малце поопшто човечко од колку што ја доживуваме. И сега добро, формите на музиката имаат различни канали затоа што има различни култури во човештво, различни гледања на истото. На што работите сега? Сега работиме на подготовка на 25 годишниот јубилеен концерт. Каде ќе биде, знаете? Па знаеме, еве прв пат отворено ќе го најавам. 29 март. Баш датата е Цветници, ми се чини тој ден, еден убав на вистина ден. И се подготвуваме за нешто. Па секогаш се нашите концерти на некој начин спектакуларни.
ама сигурно ќе има и нови изблици, секако ќе има и гости кои што мора да има драги луѓе на сцена со кои што ќе си го споделиш, нели? Со кои што ќе споделиш ваков важен настан. И јас имам потреба еднаш да направиме the best of, затоа што од тие 13 албуми има толку многу музика која што не секогаш изведуваме на сцена и за која што треба и време и простор и нели? И еве, ова е убав повод тоа да се случи. Тука ќе има и доста авторски теми кои што сме ги правеле, кои што сум ги пишувала јава 3-4 са вајле, оти утре мора да имаме нешто и Вера седнува и се буди, ми текна. Може и нека песна, не знам, некако ми делува природно од вас да чујам некоја хагада која што трае 20 минути. Знаеш, како што си пуштаме YouTube онака некој музиче, додека си го тераш секојдневието, да не е врзано со... Ма јас сум подготвена и само тоа ми доаѓа да пеам. Остави ми сега само да пеам, ништо друго не ми е попривлечно од тоа. Само има ли кој да слуша? Тоа е денеска најважниот момент. Која публика слуша и што слуша? И како те слуша? Знаеш што сум заклучил? И колку те слуша? Многу често луѓето, бидејќи нели на YouTube исто доста слушаме музика, мислам дека многу повеќе се одлучуваат на линкови кои што се долги, дали се тоа песни споени, дали е тоа концерт или е една долга песна, бидејќи не сака да се замараат со барање, скип на наредни песни, туку да си најде нешто што му се допаѓа и тоа да си тера. Да, ама на крај пак ќе победи. Таратата, 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 толку. Пак на крај ќе победи тоа. И мислам, тоа ме воодушевува. Тоа ми се допаѓа. Пак ќе победи на крај, кодот на музика што има 3 тона, 4, што нема ништо специјално комплицирано, што има точна формула. Пак на крајот, нели тоа ќе биде... Некогаш па, знаеш, не е едноставно да направиш. Не, ова беше само пример, а инаку не е едноставно апсолутно, ама за песните секој пат кои имаат наједноставна успешна формула, па и можеш и многу долго да ги слушаш. Но од друга страна, во нашата музика па има и нешто многу интересно наративно во мелодијата. Некој пат толку многу те вовлекува, што не можеш да ја не можеш да ја одолееш и како драмско дејство. И сега што следи? А после ова? А после? Тука е крајот сега? Затоа ги спомнав и хагади. Така да, има, да. Абсолютно. Немаш тука рефрен. Затоа викам, и сега просто ги разгледавме од сите страни, дали да треба да има некоја проста форма за да трае долго и да биде поекстатична, или треба да биде, не знам, ах, чујте вака, еј, дружино, ах, чујте вака, што ќе ви кажам, ах, чујте вака, што ќе ви кажам. Кажи више, ајде. Уште има. Еве, ова е еден старт за хагада. Види, ама тоа е... Има и после тоа, има и после тоа, има и уште нешто после тоа. Тоа те тера малце да успориш. И да се малце, кај се брзаш. Седни, слушни, и да се заслушаш. Ќе биде, ќе ти кажам. Да. Вера, фала ти многу што беше гостин кај нас. И се надевам за убави работи. Ќе се гледаме и ќе дојдам на апсолутно, се гледаме на концерт, ве очекуваме сите, ќе има уште многу време да го најавам, ама ова е денес премиерно. Да, имате точно, нели, кога, како, што. И со Господ напред. Да, ќе идеме во контакт, ќе пуштиме тука, да се знае. Фала ти што дојде. Фала ти, Ептен, поздравце. Ајде, чао. Чао.